Илон Маск најави дека копчето за блокирање на социјалната мрежа X, поранешен Twitter, ќе биде отстрането. Оваа вест предизвика контроверзни реакции и избрка некои корисници од социјалната мрежа. Милијардерот, кој стана сопственик на страницата на социјалните медиуми во 2022 година, рече дека ажурирањето е одамна задоцнето, откако претходно тврдеше дека функцијата нема смисла и дека треба целосно да се отстрани. Веста на социјалните мрежи ја објави нима OG, а ја потврди и самиот Маск. Многумина ја изразуваат својата загриженост дека новото ажурирање ќе го направи X потоксичен и отворен за злоупотреба. 46 годишна медицинска сестра починала откако јадела тортелини во италијански ресторан во Германија. И нејзината пријателка јадела ист специјалитет со тестенини, но таа за среќа се опоравува по повраќањето. Најмалку 4 други клиенти се пожалиле на мачнина откако јаделе во истата пицерија во Баварија. Јаделе и тортелини, но во различни денови. Според изданието, синдром на пржен ориз можеби е причина за смртта на медицинската сестра Андреа и поплаките на другите гости. Ова труење со храна е предизвикано од бактеријата Bacillus cereus, која се наоѓа особено во скробните намирници како оризот и тестенините кога се оставаат во фрижидер со часови или денови, а потоа се служат за јадење. Синдромот на пржен ориз стана познат првенствено преку социјалните мрежи. Исто така една 20-годишна студентка од Белгија се онесвестила откако јадела шпагети сварени 5 дена претходно и оставени надвор од фрижидер. Постојат различни начини за генерирање енергија. Некои од нив имаат отпадна топлина што може да се искористи со нејзино претворање во електрична енергија. За собирање на оваа топлина се користат специјални термоелектрични уреди. Тие работат со користење на температурна разлика или температурен градиент, што значи дека едната страна од уредот е топла, а другата е ладна. Кога постои оваа разлика во температурата, уредот создава проток на електрони што генерира електрична енергија. Можеби најпознатата употреба на термоелектрични генератори е во вселенските сонди. Истражувачите развија нов органски термоелектричен уред која трансформира температурата во околината во електрична енергија. Со комбинирање на уникатните способности на органските материјали, научниците успеа да развијат систем за генерирање термоелектрична енергија на собна температура. Мистериозен тип на магма пронајден во изгаснати вулкани расфрлани низ светот може да содржи изобилни елементи од ретки земји кои се клучни за производство на електрични возила, турбини на ветер и други чисти технологии. Ова е опишано во новиот научен извештај објавен во вторник и цитиран од CNN. Ретките земјени елементи како лантан, неодимиум и тербиум се клучни за светот да ја прекине својата долга и деструктивна врска со фосилните горива што ги затоплуваат планетите, се вели во весникот. Наведените елементи всушност не се толку ретки, но нивното извлекување може да биде предизвик бидејќи тие често се наоѓаат во ниски концентрации.